сите, благодарам за вас, представниците на медиумите кои што се денес во Валандово. Ние денес го славиме денот на општината, 75 години од ослободувањето на Валандово. Имаме низа на пропратни активности, но можеби најбитната не се случуваше на ово утро, кога заедно со министерот за внатрешни работи на Република Северна Македонија посетивме полициската станица, која што после толку долги години конечно беше реконструирана и се случуваат градежни активности внатре кои што треба да ја подобрат состојбата и на персоналот во полициската станица, а исто така и на граѓаните и услугите кои што се нудат. Многу ми е драго што целиот овој ден имаме активности со кои што промовираме работи кои што го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните во општина Валандово. Од овде продолжуваме во отварањето на новото училиште во населеното место Казандол. Имаме низа културни активности и на крајот во 19 часот гала свеченост на која што ќе бидат доделени наградите за најуспешните валандовчани и исто така 600-ноемвриската награда. Уште еднаш да изразам благодарност за посетата на министерот. Се надевам дека наредниот период сите заедно во фузија и централната власт и локалната власт ќе градиме заедница во која што ќе го подобруваме квалитетот на живот, а исто така и ќе подобруваме безбедноста на граѓаните. Едноставно ќе одиме напред. Може? Почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник, пратеник, најпред сакам на сите валандовчани да им го честитам денот на ослободувањето, 75 години слободно Валандово, и ова е денот кога навистина треба да се слави и желбата на граѓаните, стремежот за слобода, за антифашизам и така натаму и не обврзува сите нас да навистина ги почитуваме тие вредности кои што допринесоа да го имаме и слободно Валандово, да имаме и слободна Македонија. Ние денес ќе направивме посета и на полициската станица овде во Валандово. Вие знаете дека на пролета имавме работна посета овде. Навистина ги согледавме состојбите, потребите на полицајците во Валандово, пред се заради тоа што имаше лоши услови за работење во делот на полициската станица. Од средства на буџетот со нешто повеќе од 3 милиони денари ја направивме реконструкцијата и денеска зградата изгледа така како што изгледа. Преку еден современ пристап на реконструкција се обезбедија навистина добри услови за работа, се реновира комплетно сите санитарни јазди, канцелариите, комплетно е смената столаријата на објектот, фасадата е нова и така натаму. Самиот факт дека еден дел од зградата е стар повеќе од 80 години, вториот дел од зградата е некаде од 40 и кусур години и дека многу години досега немало апсолутно никаков зафат на реконструкција, доволно говори за значењето на тоа колку е важно ова станица да биде реконструирана. Тоа е добро и за градот, тоа е добро и за амбиентот во градот, меѓутоа најмногу заради тоа што се создаваат добри, сериозни услови за работата на полициските службеници овде во Валандово. Ова го направивме токму и денеска во чест на празникот на Валандово, во чест на ослободувањето на Валандово, да си посакаме во наредниот период да реализираме уште многу заеднички проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Ние како полиција продолжуваме и понатаму како раководство на Министерството за внатрешни работи да инвестираме, да обезбедуваме добри услови за работа, да инвестираме во човечките потенцијали, да ја јакнеме македонската полиција, да го јакнеме интегритетот на полициските службеници и на тој начин да допринесеме за поголема безбедност и на Валандово, меѓутоа и на државата. Министри, може прашање? Може. Така, кога и официјално, бидејќи долго време го најавувате ветингот во МВР, кога официјално ќе почне ветингот, со оглед дека до 21 требаше да се формира работна група. То прашањето ми е, кога официјално ќе почне ветингот во МВР? Да, јас, значи не е само најава. Ние знаете дека веќе тој процес на ветинг е започнат. Процесот на во МВР. Процесот на ветинг не подразбира само старт кога ќе започнат проверките на вработените. Процесот на ветинг подразбира да се одбере моделот, тоа го завршиме, односно да се направи прво план како тој ветинг ќе се прави, да се одбере
моделот да се прилагоди законската регулатива. Сега имаме формирана работна група која што ќе работи токму на тој дел. Дали ќе одиме на нов закон, измена на последните законски решенија, подзаконските акти, на основа на тоа кој ќе се дефинира таа правна рамка, а таа има рокови по кои што треба да биде дефинирана некаде во почетокот на нареднава година, од тогаш веќе ќе застартуваат проверките. Меѓутоа, тоа ќе биде, би рекол, средина на патот на проверките во Министерството за внатрешни работи и тој процес е неминовен и тој процес мора да го истераме до крај, се со цел да едноставно институциите се ослободат од луѓе кои што не се достојни да бидат дел од институциите, меѓутоа и да ги заштитиме сите одговорни професионални кадри во македонската полиција кои што навистина даваат се за да се сочува безбедноста, да јакне интегритетот и довербата на граѓаните во полиција. Може ли парламентарните избори и распуштањето на парламентот да го пролонгира тој процес? Тој процес ќе тече, парламентарните избори сигурно дека ќе завршат и понатаму продолжуваме со целиот процес. Прашање неофицијално се шпекулира дека полициски службеници помагале на бегството низ црни гранични премини на Спасов. Имате ли такви сознанија или? Ете, се шпекулираат многу работи. Ако слушаме за многу настани, за многу работи, има разноразни шпекулации, меѓутоа ние како полиција, односно истражните органи, не смеат да се дозволат да ги темелат своите одлуки на основа на шпекулации, колку треба на ниво на докази. Јас навистина сум задоволен што конечно јавното обвинителство во Штип вчера отвори истрага. Затоа јас повикував дека треба да се отвори таа истрага, да видиме се кој е вклучен во целиот тој процес. Преку одговорност на било кога, значи, без разлика во која институција, ако имаме одговорност, ако се покаже дека има казниво за тоа што го сториле, тогаш ќе влијаеме превентивно и на сите идни случувања. Едноставно системот мора да почне да функционира. И тоа е мојот апел, ако сакаме навистина да имаме правна држава, ако сакаме да имаме држава во која што ќе веруваат граѓаните, држава која што ќе не штити сите нас, ако сакаме да имаме правна сигурност, тоа мора да го прават сите институции. Затоа постојано повикувам не само една институција, туку сите заедно да работиме, се со цел да ги задоволиме интересите на граѓаните, да тоа е правда. Минатата недела беше најавено дека околу загадувањето ќе почнат на терен да функционираат засилени тимови. Колку полицијата е вклучена, дали почна, има ли веќе некакви? Да, ние најавивме минатиот пат и веќе истиот ден се стартуваше со заеднички тимови на сите инспекторати во државата. Во секој од тимовите е вклучен полициски службеник се со цел да може тие заедно да пристапат. Има и конкретни резултати, веќе се доставуваат извештаите до канцеларијата на претседателот и ние продолжуваме сите заедно како институции понатаму, затоа што само преку заедничка борба ние мораме да на краткорочна основа да постигнеме ефект. На тој начин да помогнеме сите заедно и да јакне јавната свест кај граѓаните дека загадувањето на животната средина не тангира сите нас, да не остане дека тоа што јас го правам не сме или не го тангира никој друг, туку сите заедно мора да допринесеме за тоа да јакне јавната свест и да ја заштитиме животната средина и мислам дека преку ова сите заедно што го правиме, преку тоа што вие го правите како медиуми, како новинари кои што известувате, благовремено ги информирате граѓаните, сите заедно допринесуваме да имаме подобар живот. И уште едно прашање, подигнато ли е нивото на контрола за сузбивање на мигрантите кои што се легално преминуваат, откако МВР сузбие на криминална група пред извесен период, бидејќи често пати слушаме дека се паќа ние откриените? Видете, нивото на контрола е подигнено и тоа на едно многу високо ниво, заради тоа што гледате дека последниот случај во кој што беше организирана криминална група, разбиена, разоткриена и така натаму и за која што има одговорност, не е последна група, не е ни прва група. Ние веќе во континуитет работиме на сузбивањето на кримчарењето на мигранти и на трговијата со луѓе. Фактот дека еден од врвните приоритети наши беше како да ги зајакнеме капацитетите во борбата против нелегалната миграција и кримчарењето, меѓутоа и трговијата со луѓе, беше формирањето на националната единица за сузбивање на трговијата со луѓе и на илегалната миграција. Тоа дава резултати, веќе неколку криминални групи се разбиени, меѓутоа секојдневно постојано се работи на
откривање, би рекол, или на сузбивање на илегалната миграција. Благодариме, министре. Благодарам на вас.